1000 страници официјални документи сведочат за генезата на спорот со Грција и за проблемите со кои Македонија се судрува на меѓународен план во изминативе 18 години, а со цел да го зачува уставното име. Анализирајќи ги истите, професор Шкариш заклучува дека Македонија не треба да го жртвува името за членство во НАТО. Тоа би значило повторување на истата грешка од 93-та, кога Македонија влезе во Обединети нации под референца ФИРОМ, со што се прекрши и меѓународното право. Може да се направи слична остапка и пред овој притисок сега пред кој што се наоѓа Македонија. Дали треба да биде членка на НАТО, без уставно име, или со одредени корекции, или ако го задржи уставното име, неке може да биде членка на НАТО. Со други збори ќе се постави прашање. Колку е значајно името, толку е значајно и НАТО. Според професор Шкарич, меѓународното право е единствениот излаз од спорот со Грција. Ако така продолжи меѓународната заедница со кршење на меѓународно право, ние ќе влеземе во голем хаос. И тоа е и обврска на Македонија своите проблеми да ги поставува на меѓународен план и да инсистира да се примени меѓународно право и врз нејзиниот случај. Професор Владо Поповски пак смета дека не е спорно дека си во овие документи се потврда за македонскиот идентитет, но прашањето е колку истите ќе можат да одиграат улога. На сите скоро им е јасно дека во политиката аргументите не се најважната работа. Во политиката најважната работа се интересите, моќта и позицијата што ја имаат одредени држави. Има еден видлив, нагласен респект на грчката позиција, бидејќи интересите на тие меѓународни фактори се врзани со Грција, можеби повеќе отколку со Република Македонија. Целта на едицијата Документи за Македонија, на кои работеа група професори и студенти од правниот факултет, е истите да се искористат за одбрана на македонските интереси.